13 ден Галичица во пламен. Со надчовечки напори безпоштедно над 100 доброволци, планинари, пожарникари, членови на служби за спасување се борат и не дозволуваат огно да ја однесе најубавата шума на северните падини од строго заштитената зона на Националниот парк Галичица. За жал, огнот се уште сурово ги пустоши источната и западната страна, каде неповратно се уништува значаен екосистем кој тешко ќе се обнови. Според првичните информации, до овој момент пламените јазици проголтаа над 6500 хектари површина. Буквално е пеплосана цела Стара Галичица. И ова е најголемиот пожар што некогаш го зафатил планинскиот масив. Од утринава пожарот повторно се гаси и од копно и од воздух со 2 хеликоптери. Се употребуваат сите локални и национални ресурси, велат од ЦУК, но опасноста од проширување и возобновување на пожарот секогаш е голема, бидејќи Галичица е многу специфична планина. Се работи за многу стрмни падини, се работи за варовничка структура, која што има во себе многу шуплини, многу подземни процепи, кои што пак во процес на опожарување прават дополнителен проблем, бидејќи сведоци сме и во поранешните опожарувања вака масовни на планинскиот масив Галичица, каде што доаѓа до подземно, така да се изразам, проширување на пожарот. Бидејќи сега си нова локација, на 10-15 метра може да се појави повторно манифестација на пожарот. Пожарот најтешко се гасне на западниот фронт во местноста Злидол, каде што е исклучиво тешко да се действува поради непристапниот терен и за луѓе, а камоли за механизација или друг вид помошни средства. Таму од првиот ден е охридскиот планинар Ромео Ристевски. Не можам јас баш да кажам дека имаме напредок. Преку ден го совладуваме пожарот, го гасниме, навечер не се пали. Тоа значи дека сепак ни треба нека поголема поддршка да ги изгасниме за преку ноќ да не ги пред истите жаришта. Тоа место вчера што го изгаснавме, Сабајново ние 20 метра зола пак пробиено дојдено во шума. Значи ни треба технологија. Сабајново повикавме булдожер, да направите постоечки тој патали да го обнови, да го расшири, да направи некој појас, да немој да слегува надолу. Гори високо квалитетна шума. Нагло се менува правецот на действување на ветрот. Транспортот на вода оди тешко, носи мерачно со импровизирани лостови. Вода се носи со коњи. Се прави се за да се спаси тоа што остана од Галичица. Воопшто не е доведена безбедноста на населението од Љубаништа и неблагодарни се коментарите на социјалните мрежи. Зад тастатура лесно се мудрува, вели Ристевски. Ако не можете да помогнете, тогаш не одмогнувајте, порачува тој. Она што во овој момент ни недостасува се радиостаници, полесно да се координираме меѓу себе. Иначе од сите страни се нуди помош, од дома и надвор. Туристи планинари кои дошле на викенд, наместо да уживаат, се приглушија во гаснење на огрената стихија. Оти Галичица е наш дом. Проширување на пожарот во масовен обем не треба да има, оти се дејства сериозно, велат надлежните.